Само накратко, чуден, до некаде и конфузен амандман. СДСМ предлага 50 милиони денари за директна подршка на малите и средните предпријатија, кои што се најширока основа на домашната економија, а тука од иста во оваа сала, истата таа СДСМ скоро 2 години критикува кога оваа влада по екстра поповолни услови од тие кои што се испланирани во овој амандман, дистрибуираше кон малите и средните предпријатија 15,3 милиарди денари. 15,3 милиарди денари кон малите и средните предпријатија. Оваа влада со финансиски пакет дистрибуираше кон малите и средните предпријатија, тука СДСМ се уште во изминатите 5 дена продолжува да шири невистина каде е милиардата од Унгарија. Ајде сега да повториме, за да знаат, бидејќи едно е вие да составите 140-150 амандмани за да излезете на пресконференција и да кажете буџетот е лош, ние ќе се спротиставиме со 244 амандмани, ама друго е вистината која што е навистина рефлектирана во реалност. Ајде уште еднаш да повториме за оние кои што повторно ќе излезат и по кој знае кој пати во останатите 5 дена ќе прашуваат каде или што видовме од милиардата од Унгарија. Ајде да бидеме реални, да видиме што видовме и каде е милиардата од Унгарија. Половина од таа милиарда од Унгарија заврши за враќање на стар долг кој што вие го земавте. Одма, само што не ни влегоа парите во Македонија, не ни легнаа на банкарска сметка, моравме одма да ги вратиме затоа што вие ги земавте тие пари. Ама за тоа нема да слушнете, ама ќе продолжи да се лажи. 250 милиони евра отидоа во општините. Еве ви уште еден јавен предизвик, ако сакате да видите каде се тие пари, одберете една општина. Јас лично со мојот колега од таа општина, бидејќи од секаде нема затоа што сме 58, ќе ве однесеме на наш трошок да ви покажеме каде се тие 250 милиони, затоа што сакате да знаете. И 250 милиони дополнителни отидоа кај предпријатијата. Па после се наметна уште едно прашање, каде е списокот? Во ред, ете сега сте го обжалиле на Уставен суд донесе одлука, ќе се објават и предпријатијата кои што добиле средства за поддршка на малите и средни предпријатија. Сега истата таа СДСМ што го критикува, поднесува амандман за 50 милиони денари. Во претходниот амандман имаше пишано на таква небулоза, вели да ја потикнеме индустријата што создава раст, бидејќи не може да биде растот подпрен на градежништво и потрошувачка. Па 5 дена не малтретирате тука дека немало никаков раст. Во самиот амандман пишува градежништво и потрошувачка. Сега, има критериуми што се мерливи, има во економијата критериуми што се немерливи. Ајде да ги споредиме. Ајде ќе ја прифатам уште една тезата дека не треба, или поминало тоа време, сме изгубиле избори, да не се споредуваме со СДСМ. Добро, ќе се споредуваме ВМРО со ВМРО. Ајде по кој знае кој пат. 7 квартали поред раст на бруто домашниот производ над 3%. Еве, ајде да биде ВМРО со ВМРО, ќе речем последниве 4 квартали раст на 3%. Тоа е една работа. Само ако ги земеме бројките од Државниот завод за статистика, бројот на невработени или бројот на вработени, за една година над 5000 ново вработени, ако ги соберете двете години, мислам дека бројката е над 7000 ново вработени, а ново креирани работни места 17000. Ова ви го зборувам визави ВМРО со ВМРО, не со СДСМ. Тоа е немерливо. Тоа не сакам ни да го зборувам. Ајде, колеги сме, да не се наљути некој, ете нема да се споредувам со СДСМ, затоа што многу пати сум кажал, нема споредба. Ако направите анализа на просечната нето исплатена плата, за 2 години, кога ние сме дошли на власт, била 40.000, сега е 48.000 денари. 8,2% е платата повисока сега, споредено со претходната година. Според Државен завод за статистика. ВМРО со ВМРО, со СДСМ не споредувам. Со СДСМ не сакам ни да споредам. Има еден друг момент кој што можете да го видите апропо овој амандман. Кредитната активност оваа година, споредено со претходната година истиот период, 14% е зголемен. Што значи дека компаниите веруваат во системот, вложуваат во нивните производни капацитети, Што значи дека веќе има одредена активност, економијата се стабилизира. Ајде уште една, еве да не испадне дека само ова сум го кажал. Отворете Државен завод за статистика, чинам дека во текот на вчерашниот или претходниот ден излезе соопштение за извозот. И извозот расте. Ајде уште еднаш ВМРО со ВМРО, растот на индустријата.
8% повисок од тој кој што е лани. Преработувачката индустрија главен драйвер. Еве ВМРО со ВМРО, не со СДС. И сега вие доаѓате и 50 милиони денари амандман за поддршка на мали и средни предпријатија. Не се поддржуваат мали и средни предпријатија така. Се поддржуваат со визија, се поддржуваат со програма. И на крајот ние треба да знаеме дека сите тие средства кои што ги пласираме за овој начин на поддршка се народни пари. И ние треба да ги гледаме другите делови од економијата кои што поттикнуваат и укажуваат дали економската политика на власта била суштински подобра или не. Уште еднаш во една реченица да затворам. 15,3 милиарди денари само преку унгарскиот пакет се вложија во мали и средни предпријатија. Просечната нето плата за една година порасната за 8,2%, кумулативно 8 милијади денари за 2 години. Кредитната активност на правните лица, односно на субјектите во економијата порасната за 14%, раст на индустрија од 8,2%, извозот е пораснат 7 квартали или ете ако сакате 4 се извинувам, или ако сакате за последниве 3 квартали над 3% раст, ова укажува дека економската стратегија на власта е успешна. Се друго само гледам дека е како политички памфлет кој што треба да излезе тука и нешто да се каже да се искритикува, но секогаш треба да се потпираме на бројките. Благодарам.